Сега пред новогодишно ќе ви кажам неколку многу важни работи што треба да ги знаете за овој прекрасен сендвич и како да го јадете, и на кој начин, и како да ги пробудите сензорите во вашата уста за да го доживеете совршенството. Значи, прво, да запамтите, сендвичов не се јаде со вилушка и нож. Никако, ни по бонтон, ни по култура, исклучиво со рака. Овој сендвич можете да го нарачете ваков или ваков. Што значи тоа? Плескавицата посебно во ова меко лепче и помфритот посебно. Ние во Скопје го викавме тој сендвич растурен на времето. Па растурен може и овдека во Хоти бургер. Бидејќи ме научија, гледате колку ми даваат. Едно тајниче со мајонез и кетчап и веќе за мене има и посебно уште едно плюс со мајонез, да не кажам, дечко, уште малку мајонез може? Тоа веќе не, директно ги добивам. Знаете што е најважно? Најинтересното. И дали можеш да фатиш сега од блиску? Ова е врвот. XXL. Плескавицата е 2 пати поголема од она што ја јадев првично и ви го прикажав. Иста е. И третата работа, како да го уживате на најдобар можен начин сендвичов. Најважното да ги пробудите рецепторите во уста. Вземате гриз од сендвичот и помфритче на кое што на врвот мачката мајонез, за мајонезот кога ќе дојде во устата прв да го има допирот со сензорите. И да го почистувате и на крај го довршувате помфритот во уста без мајонез. Му дојде како чеп за да уживате во џвакањето. И да ви откриам уште една тајна. Ако секој залак од овој прекрасен носталгичен сендвич го преџвакате минимум 20 пати, че секој залак 20 пати, никогаш нема да се здебелите. Не верувате? Прочитајте, најдете епски сендвич со совршено фантастичен мајонез. Хоти бургер, ви благодарам. Igor Filevski Show.